Што ќе донесе високата представничка за надворешна и безбедносна политика Каја Калас утре во Скопје? Има ли план Б? Какви се очекувањата на аналитичарите? Во жива прашувам Тамара Дичевска. Ништо спектакуларно не се очекува да донесе посетата на високата представничка за надворешна политика на ЕУ Каја Калас при утрешната посета во Скопје. Ништо поразлично од она што го кажа и председателот на Европскиот совет Антонио Кошта кога дојде во Македонија, тоа е дека за Македонија нема план Б, односно дека нашата држава треба да го исполни она што се нафатила и што го ветила, тоа е промена на уставот, нешто што оваа влада кажа дека нема да го прифати да го направи, а Бугарија кажа дека нема пак да направи од тоа отстапки, така што од утрешната посета на Калас во Скопје не се очекува ништо друго освен продолжено статус кво. Во продолжение го слушаме аналитичарот Петар Арсовски. Мислам дека се работи за реафирмација на овој нов апетит на Европската унија за некакво проширување на Западен Балкан, кој може да се покаже да биде козметички. Дури за Албанија и Црна Гора може да се покаже дека тој апетит е повеќе потрага по успешни приказни одошто вистинска желба за проширување. Независно од сето тоа, во моментот главниот аргумент е топката кај кого е. Брисел вели дека топката е кај нас, ние велиме дека топката е кај Брисел. Во таква ситуација тешко е дека може да се очекува било што друго, освен продолжен статус кво. Тамара, има ли други алтернативи? Алтернативите кои што се можни Европската унија да изнајде механизам да го надмине билатералното вето кое што го користат земјите членки на Европската унија за билатералните односи кои што ги имаат со земјите кандидати. Посетата на високите представници од Европската унија на нивните турнеи низ Западниот Балкан се со цел да ја вратат довербата на граѓаните од балканските земји на патот кон Европската унија, доверба која што е изгубена изминатиот период со оглед на тоа што граѓаните од овие земји веќе предолго чекаат во европската чекална. Затоа професорот Васко Наумовски смета дека Европската унија треба да изнајде конкретни чекори и механизми за враќање на довербата кај овие граѓани во унијата, бидејќи во денешно време постојат и други алтернативи за политичка и економска соработка покрај Европската унија. Во продолжение го слушаме и Наумовски. Доколку Европската унија на вистина сака да ја зајакне собствената глобална улога, најпрво треба да започне со интеграцијата на Западниот Балкан во унијата. Воспротивно, регионот на Западниот Балкан ќе стане предмет на влијание од други држави и ентитети. Некои од државите од Западниот Балкан веќе ги продолбочуваат своите билатерални односи со Соединетите Американски држави, со Обединетото кралство, државите од Блискиот Исток и така натаму, што значи дека Европската унија не е веќе единствениот можен партнер на државите од Западниот Балкан, кој станува збор за економската и политичка соработка. Да, Тамара Дичевска со анализата за очекувањата од утрешната посета на Каја Калас на Скопје.